Добро вечер. Едно од првите именувања на новата влада по нејзидниот избор во јуни минатата година беше назначувањето на Ивица Томовски за директор на Службата за општи и заеднички работи, или скратено СОЗАР. Родом од Струга, живее во Скопје во периодот 2016-2017, кога Христијан Мицковски е директор на Електрани, тогаш Елем, сега ЕСМ, Томовски станува директор на Елем Турс. Некаде во 2020, кога Мицковски е лидер на ВМРО ДПМН, Ивица Томовски практично станува директор на седиштето на партијата. И од таа позиција, по изборот на новата влада, летото минатата година, е назначен за директор на СОЗАР. Господин Томовски, добро вечер и добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер. Ласко, благодарам за поканата и благодарам за можноста и би сакал да ја поздравам вашите гледачи. Повеќе референции во најавата, врзани за лидерот Мицковски, може ли да кажеме дека Ивица Томовски е човекот доверба на премиерот? Видите, тоа многу добро звучи. Благодарам на тој епитет. Убаво звучи. Навистина сте близок соработник и од доверба на премиерот. Премиерот има сериозен тим, има сериозни луѓе, не сум само јас, можеби сум еден од поблиските соработници, но тимот е доста сериозен кој што води државата. Но се познавате подолго време, можам да кажам и соработници сте. Се познаваме практично, како што вие кажавте, некаде од 2016-17 и пред тоа, но практично нашата соработка почнува 16-17, он како директор на Елем, јас како директор на Елем Турс. И ова директор на партиското седиште, што би му значило? Како чувар на касата на некој начин? Не чувар на касата, практично тоа кај нас во партијата нема класично директор на штаб, него организацијски секретар кој што се грижи за целото седиште, за неговото одржување, за организација на настани, на митинзи, на трибини и се она што значи во делот на организација на целата политичка партија. Во тесна соработка со генералниот секретар. Да, ова директорско место на кое што сте сега се смета за атрактивно. Сите знаат поради големиот број јавни набавки, со набавките се врзуваат провизии и така натаму. Сега наивно ќе биде да очекувам друг одговор од вас, освен дека вие не сте дојден со таква намера, но како ќе го докажете, како ќе го оправдате тоа? Како ќе го докажам тоа? Вака, досега многу мал број на луѓе во јавноста слушнале за службата за општи и заеднички работи. Односно, службата секоја се држала под радар заради тие тендери, тие набавки кои што се реално... Или се слушаше кога ќе стигне кривична пријава за некој поранешен директор и функционер, така. Јас од самиот старт почнав да ја објавувам во јавност службата, почнав да прифаќам секаде емисии, гостувања и да давам изјави, се со цел да бидеме транспарентни и да јавноста општо се запознае со службата што она работи. Почнавме во делот на јавните набавки, како што ги спомнавте, да ги олеснуваме условите, практично со олеснување на условите се зголемува конкуренцијата и се намалува цената, така го заштедуваме буџетот на службата, односно го заштедуваме буџетот на државата. Дали во некој од тие набавки, бидејќи сега ги спомнувате, еве добра шанса можеби сега да проговориме за тоа, може со намалената цена да се доведе во прашање квалитетот на услугата? Сметам дека не може, бидејќи секој економски оператор кој што учествува на одредена јавна набавка дава соодветна документација, поднесува соодветна банкарска гаранција и подлежи на некаква одговорност од негова страна. Во оној момент кога би утврдиле дека не би добивале ние како држава соодветен квалитет, во тој случај може да мора скинеме договорот, да активираме банкарската гаранција и веднаш да потпишеме договор со второрангираниот. Ајде да тестираме, еве да речеме, гледав дел од набавките направени во изминатите неколку месеци, набавката за обезбедување. Така. Имало жалби, имало преоценување на понудите и на крај е избрана фирма која што, еве, јас нема да ги кажувам имињата на фирмите, која што минатата година имала приходи од околу 220, да кажем, 1000 евра, а сега добива тендер кој што оди над 1 милион
евра за 3 години. Фирмата не е сама, има во партнерство уште една, но и таа е релативно мала. И таа, да речеме, за 2023 имала приходи од околу 250.000 евра. Прашањето е дали се работи за неразумно ниска цена со која што ја добиваат набавката. Да речеме, една од фирмите која што губи во една од жалбите поднесени до второстепената комисија пресметала дека кога сумата која што ќе ја добијат двете фирми кои што го добиле договорот, ќе се подели со бројот на месеци, бројот на луѓе кои што треба да ги ангажираат, доаѓа до колични кои што е под нивото на минимална плата која што треба да го исплатат кон еден работник. Сега за тоа ве прашувам дали се работи за неразумно ниска цена. Така, јасно ми е. Она што јас го направив како и за многу други тендери и овдека направив олеснување на условите најмалце за 50%, за да може да се зголеми конкуренцијата. На оваа јавна набавка има конкурирано 4 фирми, што не беше случај во минатото. Изминатите 6 години имаше само една фирма која конкурира и секогаш го добивала тендерот на максималната вредност. Од 4 конкурирани фирми, практично 2 не ги исполнуваат условите, 2 ги исполнуваат условите. Следи некаква жалба, па потоа следи некаква аукција, па повторно имаше некаква жалба, па повторно завршна аукција, сега бевме во фаза на потпишување на договорот. Уште не е подпишан? Подпишан е договорот, да, отпочнува. Колку е вкупната сума, дали знаете? Не сега, мислам дека 180 не милиони за 3 години. Практично 3 годишен договор, не едногодишен. 3 годишен договор со 187, да бидам вака малце по... Значи 3 милиони евра. 3 милиони евра, практично милион евра годишно. Годишно, добро. Она што не ме плаши, дали ние секако ќе ги имаме под лупа, ќе ги контролираме и ќе ги следиме луѓето кои што треба да го работат тоа, она што не ме плаши дали ќе ја завршат работата или не е тоа што има соодветно сериозно висока банкарска гаранција која што треба да ја приложат, таа во висина од 20 милиони денари. Реално не познавам фирма, компанија или човек кој што би ризикувал 20 милионска банкарска гаранција да изгори заради неговата несериозност и непрофесионалност. Дали е за вас, да кажам, аларм тоа што го наведувам? Јас сега се повикувам на пресметките кои што ги правела една од фирмите кои што се жалела. За мене, Васко, искрено ова е радост, затоа што сум ја заштедил државата или буџетот на државата за 30 милиони денари, реално како човек од страна на државата, за мене е некаква предност, бидејќи не давам енормни цени со тие 30 милиони денари, во иднина ќе планираме некои други дупки, да не речам, да закрпиме некоја вила, да реновираме, да пуштиме некој нов објект. Вака теоретски ова поставено секако звучи логично, звучи како домакински пристап, рационално трошење на парите, но прашањето е нели дали услугата која што се бара ќе биде исполнета. Јас сум сигурен дека ќе е исполнета, како што кажав, тука ми ја дут банкарската гаранција. Добро. Во повеќе јавни настапи зборувате за владиниот авион дека често има дефекти и дека неговото одржување чини многу пари. Моето прво прашање би било дали во моментот владиниот Learjet 60, мислам дека, е во функција. Владиниот Learjet е во функција. Моментално, ако не грешам, денеска треба да оди во Виена повторно на вонреден сервис. Имам неколку пати сум кажал во јавност, имам чувство дека практично авионот како да се распаѓа. Не дека не се одржувал во минатото. Се одржувал редовно и минатата власт го одржувала редовно. Најверојатно е старост на авионот и не може да ги издржи годините. Тој не е многу стар. Тој е купен 2005. Околу 20 на години е стар. 2005 е во времето на Владо Бучковски кога е премиер. Тоа е практично по несреќата на претходниот, за жал, кога загина председателот Борис Трајковски. Проверував, тогаш е платен некаде околу 11 милиони евра. 20 години за редовно одржуван авион не би требало да е голема старост. Апсолутно се согласувам. Обично викаат авионите немаат старост која се одржуваат редовно, но ево многу често ни се случуваат дефекти, као што кажа, секи иде на сервис, вонреден сервис во Виена, бидејќи протекува од резервоарите гориво. Тоа е навистина сериозен проблем. Па имавме со некои мерни единици мерни инструменти кои што мерат издувност на гасови, дефект кој што компанијата која што ни го сервисира не дозволува летање. Па
Преседател на собрание беше приморан да се враќа во Македонија со редовни летови и други проблеми кои што произлегуваат од ова одржување Имало ли инцидент некој за кој што сте свесен од како сте директор на Созара до сега? Нема таков инцидент. Има не принудно слетување, него нема полетување, како што кажав за преседателот на собрание, па мораше да се врати со редовен лет, остана таму кај што беше, мислам дека Копенхаген, не ме држете за збор, останат беше таму, чекавме инструментот да дојде инструментот поставен, па вратен во Македонија. Имате чувство дека некои од државните функционери кои што треба да го користат имаат задршка кога треба да влезат во тој владин авион? Па не сум го почувствувал тоа, но вака кога разумно гледам, бидејќи не го бараат често, може би е на тие причините. Уште 2019-та имаше муабети за тоа дека на државата и треба нов авион. Тоа е време кога премиер Бучковски, Заев, но ништо од тоа не се случи. Дали можеби вие сега сте со таква намера, бидејќи некако темата ја држите јавно, зборувате дека често се расипува авионот, дека чини многу неговото одржување, некако како да сугерирате дека веројатно треба да се размислува за некакво ново решение. Така, ако мене ме прашате искрено, ако ние претендираме и сакаме да бидеме сериозна држава, ние треба да имаме соодветен воздухоплов. А воздухопловот кој што моментално го имаме, има само 6 седишта, кој што е непрактичен за поголеми делегации кога се иде некаде на терен надвор од државата. Честите дефекти, честите расипувања и безпотребно фрлените пари, сметам дека треба да се размислува сериозно на набавка на некој нов авион, можеби и половен авион, но не постар од 2-3 години. И по тоа прашање треба да се има еден заеднички консензус, опозиција, власти треба да се разговара. Јас искрено како служба ги одржуваме, ги обслужуваме и бившите преседатели на Република Македонија, сум разговарал со поголемиот дел од нив и они се сложни и они се спремни да излегуваат во јавност да кажат колку е сериозно тоа да имате сериозно летало, да имате безбедно летало, сепак во него тоа летало го користат VIP личности од државата, луѓе кои што практично ја водат државата. Сум разговарал и со бившите директори на службата за општи заеднички работи и кај нив има заинтересираност и отвореност да подискутираат во тој дел и општо со сите оние личности кои што се занимаваат со воздухоплов и летање, истото мислење дека државата треба да набави нов авион. Нов поголем авион, претпоставам. Нов поголем кој што би имал најмалце 14 седишта, да може да собере поголема делегација, па дури и вие како медиуми да може да патувате заедно со тоа летало кога некоја се оди на некој посериозен настан надвор од држава. Сега имате проценки, имате направено првично истражување на пазарот, да речеме, колку ќе чини таква нешто? Натре во службата, во рамките на службата сме правеле некакви анализи, реално доколку набавувате нов авион, тие чинат од 30-40 милиони евра па нагоре, но кога би разгледувале опција за половен авион, а соодветен авион, може да се најде некаде до 15 милиони евра. Вие сте за нов или за половен? Искрено за половен, но тоа треба да го кажат стручни лица, оние кои што се пилоти, механичари, авиомеханичари и стручни лица во делот на воздухопловство. Половен што значи? Колку стар, да речеме? 2 до 3 години. Староста, видете, Васко, староста на авионот не се мери колку е тој стар, туку во летани часови, колку летани часови има, колку има искористеност и тие работи. Не е секогаш битна староста на авионот. И сега сумите кои што ги кажувате покажуваат дека веројатно многу брзо по купувањето на одреден авион му паѓа цената. Му паѓа цената, така. Штом велите нов е 40 и кусур милиони, а половен по 2-3 години би бил 20. И јас сум го прашувал тоа зашто, никој не знае да ми одговори причината зашто така му паѓа цената. И планирате ли да отворите и формално процедура за набавка на нов авион? Планирам прво ова да го продискутираме со јавноста, да го видиме мислењето од јавноста, да продискутираме ова со опозицијата, па дури сум размислувал да се донесе некаков став, да се изгласа некако во собрание, дали тие било кој да го спроведува тендерот, но да биде транспарентен и јавен, но да планирам да ја продолжам оваа постапка. Независно тоа дали ќе трае година, две, но искрено би сакал да оставаме еден белег дека треба да бидеме сериозна држава, како што треба да имаме соодветно летало, така треба да имаме соодветен возен парк и соодветен државен имот.
Имавте наводи во вашите јавни настапи за наводна злоупотреба на владиниот авион. Имате ли нешто поконкретно на таа тема? Јас тоа сум го спомнал неколку пати во минатото. Имаше еден обид за злоупотреба, тоа е од страна на Маричеч, кој што практично побарал авионот да лета од Скопје до Ниш, каде што реално побрзо, попрактично ја стигнете со возило отколку со авион. За среќа имало разумност тоаш во службата за општи заеднички работи и одбијане. А втората практично злоупотреба која што јас ја спомнав и имаше некаков демант од страна на Талат Џафери, тоаш како председател на собрание, ако не грешам, побарал авионот да го искористи за одредена дестинација, не знам која е таа дестинација. За приватни цели? Не за приватни цели, за службени цели. Него му е укажано во моментот дека авионот се наоѓа на сервис, па доаѓа тука во мала расправа со тогашниот директор Пеце Мирчевски дека може би ќе се распадне коалиција. Ова се зборови од внатре во круговите на службата, па авионот на брзина се склопува на некој начин. Нинберг се носи во Македонија за да не се распадне тогашната коалиција, пошто се знаете вие во минатото дека поголем коалиционен партнер беше ДУИ наместо СДСМ и авионот се враќа во Македонија и го користи тоа Талат Џафери. Она што ми укажува мене дека тоа е така е резервацијата на авиобилети за пилотите. Пилотите практично кога го оставаат авионот во Нинберг на сервис резервираат авиобилети за Америка, каде што практично 2 пати годишно одат на симулатор. Тоа е законска обврска и тие карти кои што чинат во вредност некаде 300-400 илјади денари пропаѓаат. Веќе мора да ги откажат картите и да се вратат назад во Македонија, па некаде да патуваат. И тоа јас, кога демантираше Талат Џафери, го повикав јавното обвинителство да се направи некаква истрага во тој предмет, но се уште никој ништо не побарала мене. Но ако е така како што вие кажувате, тогаш нели е во прашање доведена безбедноста, можеби, на тогашниот председател на собранието? Така. Прво безбедноста на тогашниот председател на собрание, безбедноста на пилотите, но можам да ве уверам дека пилот како пилот никогаш не би полетал доколку не биде 100% сигурен и безбеден. А други сомнежи за злоупотреби имате? Од она сега што го имам како информација немам, знам дека кај мене има моментално финансова полиција, истражуваат нешто тоа, па не би сакал да обзнанувам. А и на таа тема работа? На таа тема, тоа. Добро, околу табличките за службените возила најавивте, но зошто се одолжува? Да кажам, тој процес на воведување, рековте ќе бидат црвено-жолти регистарските таблички на службените возила како мерка за ограничување на нивната злоупотреба за приватни цели. Токму така. Јас заедно во разговор со премиерот Христијан Мицкоски договоривме дека сакаме сите службени возила во сите службени општински државни возила во државата да ги обележиме со соодветни таблици, со тоа што би ја искорениле целосно злоупотребата на тие возила. И јас на една од владините седници, по моја препорака, се формира работна група од неколку министерства, кабинет на премиер, кабинет на генерален секретар и министер за добро владење. Отпочнавме неколку работни состаноци, утврдивме дека онаа наша прва цел која што имаме зацртано регистар на возила и таблици специјални за возила, дека мора да ги тераме како два одделни процеси, но паралелно, бидејќи софтверско решение регистарот кој што бара повеќе финансиски средства, бара повеќе време, повеќе работа, додека таблиците е пократок период, односно практично ги решаваме како што се решени такси компаниите. Со правилник, ние го изготвивме тој правилник, го дадовме на мислење на влада, одобрене, подпишане од страна на министерот Панче Тошковски, предадене во секретаријат за законодавство, чекаме да се произнесат, да дадат позитивно, негативно мислење или некаква забелешка. Очекувам дека тоа брзо ќе оди, после тоа некој период останува да се направи некаква јавна набавка за набавка на боите, како што кажавте вие, таблиците ќе бидат црвено, жолти, ќе покажам јас сега во јавност.
И тоа не очекувам да трае некој подолго време таа тендерска документација. После тоа ќе дадеме задолжување со заклучок на влада до сите институции во државата со временски период од 30 дена да ги променат тие таблици. Добро, и имате ли проценка кога тоа сега што стои во Секретаријатот за законодавство ќе помине? Јас очекувам дека оваа процедура целосно ќе се заврши во рок од 2-3 месеци. Не би сакал да давам временски рокови, бидејќи претходно кажав 2-3 месеци, па ево се одолговлече со 2-3 вкупно за со си таблици да добијат сите возила. Секи покажам. Имате изготвено примероци на таблиците кои што се тестирани на возилата, ги фаќаат смарт. Ова малце и на портокалово лодирано, тие се нијанси на некоја црвена боја. Како што кажав, и жолтата не е најсветла. Најжолта, да. Но овие би биле таблиците, она што планираме да го направиме, не само да се постават таблици на возилата, ќе објавиме јавно телефонски броеви каде што граѓаните практично ќе можат да пријават злоупотреба на вакви возила кои ќе видат обележани и да можат, доколку не одговори никој на тие телефонски броеви, да прати по мейл адреса злоупотреба и после тоа соодветно се постапи. Дали ќе видат... Тоа е прашањето. Ќе има ли санкции? Бидејќи сега во етичкиот кодекс на владата не се предвидени санкции, предвиден е некаков укор. И тоа се виде на примерот на претходната влада не функционираше. Идејата е кога ќе бидете јавно укорен, тоа веќе да не го правите, но сега зависи од етиката, моралот, политичката култура на носителот на јавна функција, но дали размислувате за санкционирање некакво на... Да, разговаравме и со министерот Панче да се смисли нешто како тоа ќе се регулира законски, да може некакво санкционирање да има за таа злоупотреба, но првенствено она што сакаме да постигнеме е да подлежи на јавна критика. Јас убеден сум дека ниту еден функционер, ниту еден човек кој што води одредена институција не би сакал да биде критикуван во јавност. Би се чувствувал непријатно. Знаете, цело време се наоѓаат некакви изговори дека било меѓу два состанока, дека се сеќавате на изговорите на функционерите од претходната влада. Така, но не треба да бидеме како до сега, треба да бидеме поразлични. Јас сметам дека сме многу поразлични од нив и има поголема одговорност кај секој еден функционер и човек кој што води одредена функција и ве убедувам дека нема да има злоупотреба. Ајде да видиме како сето тоа ќе функционира. Кога сме кај службените возила, актуелен е договорот за оперативен лизинг за 45 возила Шкода Суперб, мислам дека, со кои се возат председателката, така? Премиерот, министрите, директори на владини институции. Токму така и бивши председатели на државата. Да, договорот е за период од 3 години и според него едно возило месечно владата ја чини околу 86.000 денари. 86.000 денари, тоа е некаде околу 1.400 евра. Оперативен лизинг значи дека автомобилот не е во собственост на државата, на владата, дека трошоците за одржување и сервис се на понудувачот, давачот на услугата, дека единствениот трошок за владата е практично горивото. Сега не станува збор за прв таков тендер, ако се точни податоците кои што ги проверував, тогаш е петти веројатно. Така. 3 се за време на владите на СДСМ и ДУИ, претходно 2 имало за време на владите на ВМРО и на ДУИ. Има повеќе аспекти за кои што би сакал да ве прашам. Прво, генерално, дали вие се согласувате со овој принцип на оперативен лизинг, а не купување на возила? Видете, секогаш тоа ќе постои дебата во јавноста дали треба да имаме нови возила, сопствени возила или треба да имаме возила на оперативен лизинг. Предпоставам дека се решавале на оперативен лизинг заради стопирање на злоупотребата со сервисирање, со промена на гуми, со резервни делови
во минатото, затоа што Државата важи оперативниот лизинг за лош стопанственик со имотот што го поседува, не само недвижен, туку и движен, еве конкретно со коли. Токму така и од тие причини се одлучиле да направат оперативен лизинг каде што практично само горивото е во трошок на државата. Она што за мене е еден сомнеш околу овој тендер, конкретно ќе зборам за последната тендерска постапка, која што чини 139 милиони денари или, како што кажавте, 86.000 денари по возило. Месечно, кое што на крај возило ти после 3 години го враќаш на компанијата и ништо немаш као држава, освен тоа што си го користел и си ограничен 120.000 километри да извоиш за тие 3 години. Некаде околу 50.000 евра вкупно за 3 години ќе плати државата од државниот буџет за едно возило, така? Така. Она што... Колку чини едно такво возило, дали знаете? Па практично чини од 50 до 60.000 евра да го купиш, да ти остане или после 3 години да го продадеш. Јас секој сум поддржувач да се купува сопствено возило. Сепак овие се нови возила кои што захтеваат само некој редовен сервис. Ниту едно возило нема надфрлено 120 или 130.000 километри. Тоа се 3, 4, 5 возила кои што од 45 возила. Она што јас го направив, бидејќи ми изгледаше како поприлично скапо ова плаќање на оперативен лизинг, побарав од одредени компанија, не би сакал да спомнам кои компании се тука во игра, за исти такви возила и можам да ја кажам дека сум добил многу пониска цена од таа што е моментално. За жал, Вие договорот можете да го раскинете? Не може да се раскине договорот. Тековниот договор подпишан е. Имало учесник само една компанија на тој тендер, таа го добила по тие цени што го добила и ние практично... Инако е подпишан неколку дена пред изборите на 8 мај, веројатно тогаш истекувал реално претходниот договор. Има објаснување зошто е подпишан во тој договор, но да, фактите велат дека е подпишан пред изборите. Што е тоа што го... Ова е една од понудите која што ја имам побарано јас за исто такво возило, кое што чини 68.000 денари. Тоа практично колку му доаѓа, околу 18.000 денари разлика, околу 300 евра помалку. 300 евра помалку. По 45 возила по 36 месеци, тоа е поприлично реално висока сума. Ќе ви дојде на дневен ред оваа тема за 2,5 години, помалку од 2,5 години, за 2 години, што ќе прави? Што ќе правиме? Искрено, Васко, јас сум размислувал, може би, ево да не испадне дека ние како држава најнуш купуваме 45 нови возила, па трошиме пари, па да подлежиме на јавна критика. Може би размислувал на овој другиот лизинг, финансиски лизинг, да ние учествуваме како држава со 20% од вкупната вредност на возилата, да повторно ги земеме на лизинг и тоа да дое као плаќање на рати и во истиот тендер да предвидиме сервис од страна на понудувачот. Јас сум убеден дека ќе има пријавени понудувачи, нема да има само еден понудувач како сега, што било случаеви, и мислам дека ќе добиеме поевтина цена, затоа што со тој економски лизинг, финансиски лизинг, на крај, после 3 години, тие возила ќе останат во сопственост на државата, каде што ние можеме како држава да ги продадеме, па за следната набавка 50% да ни бидат поевтини возила. Да ги продадете, ако ги задржите, тоа пак подразбира одржување, делови, сервиси и така натаму. Не, да ги продадеме и тие средства од продажбата да ги искористиме за новиот лизинг. Добро, и вие како директор се возите во таква школа? Да. Вчера ве видов на настан во Струга. Со кое возило бевте и се вративте? Со приватно возило. Да. Добро. Објавивте дека сте биле кум на настан на Водици. Ве видовме и на преносот, конкретно и на Македонската радио телевизија, ви имаше на настанот во Струга, достоинствено изгледаше тој настан на вистина. На Фејсбук споделивте и фотографии од ручекот потоа, на кој се председателката Силјановска, поглаварот Стефан, има ваши колеги од владата, министри и така натаму. Кој го плати ручекот? Јас лично, персонално. Јас сум кум на тој настан. Тоа е чест на вистина и би посакал на секој граѓанин кој што би имал можност да биде кум. Убаво е чувството на вистина бидете. Тоа е еден скромен фамилиарен ручек, нормално поканати се свештените лица, како што кажавте, дел од колегите кои што беа дојдени да го следат тој настан, ги поканив на тој ручек и на код сопствени средства. Добро, не е значи од сметката на СОЗА. Не, далеко од тоа.
Јавно зборувате за неколку проекти што сакате да ги реализирате. Македонско село, надградба на жичницата која што води до крстот, доградба на објектите наменети за Финки, за Факултетот за физичко образование. Прво за Македонско село, комплекс кој се наоѓа на Водно, најавувате негово заживување, што ви е планот? Што ми е планот? Практично Македонско село Тоа е затворено сега, од 2019 до сега не функционира, не работи и по основ на тоа што не работи, дел по основ на ненаплатена кирија, дел по основ на обезбедување и осигурување на објектот, ние како држава сме изгубиле нешто повеќе од 20 милиони денари. Зошто не функционира? Не знам која е причината, најверојатно треба тоа прашање се упати до претходното раководство. Претходниот концесионер наводно се жалел на тоа дека не може профитабилно да работи. Сум го слушнал тоа, но можам да кажам дека од оној момент кога кажав прв пат дека сакам да заживее селото, можам да кажам дека има премногу заинтересирани. Ако него не му се исплатило, зашто би имало сега повеќе луѓе кои што се заинтересирани да стопанисуваат со тој објект? Практично тој комплекс има некаде 12 засебни куќерки кои што имаат сместувачки капацитет некаде од 120 до 150 места за сместување. Имаме 3 ресторани, односно 2 ресторани и 1 винотека или кафе бар. Сметам дека може да биде профитабилен комплексот и предпоставам дека затоа е и таква заинтересираност. Она што јас, односно ние како држава го правиме во моментов направивме проценка на тој имот. Нема да го издадеме како јавно-приватно партнерство, како што тоа било во минатото, да ние дел одржува економскиот оператор. Практично му даваме клуч на економскиот оператор со нашата замисла сега и тој стопанисува комплетно и целосно со тој објект. За која сума сте подготвени да го издадете тоа? Она што го има направено бирото за проценка, почетната цена ќе биде 240.000 денари, каде што после тоа може, зависно од конкуренцијата, може да се наддава таа сума, па ќе идеме до 4.000 евра месечно. 4.000 евра. И не е толку спорна цената на дали е ниска или висока. Вака на прва ниска изгледа, но тоа е комплекс кој што е далеко од градот, кој што захтева најмалце 30 до 50 луѓе да го одржуваат дневното објект, па имате потрошувачка на електрична енергија, одржување на хотелски капацитети, веќе тие се хотелски капацитети. Тука е најголемиот трошок, не е трошокот во закупнина. И докаде сте во намерата тоа низ процедура да го поминете? Очекувам дека до крајот на оваа недела ќе биде објавен во еден македонски, еден албански весник, ќе го објавиме во 4 лотови, одлучив да се објави во 4 лотови бидејќи сакам да зголемам конкуренцијата, пак ќе се обидам нешто да покажам ако не е проблем. Практично вака изгледа тоа. Тој комплекс. Добро. Планирам да се објави во 4 лотови, тоа да иде 3-4 објекти, 3-4 објекти, 3-4 објекти. Можеби што не значи дека не може и една фирма да ги добие. Може и еден да конкурира на сите, може и еден човек да ги земе сите, може повеќе луѓе да се измешаат. Ако мене ме прашате, подобро би било повеќе, ќе се борат, ќе се надпреваруваат за конкуренција, ќе го заживеат побрзо комплексот Македонско село и намерно ми е предвидено еден дел да бидат само ресторани, другите да бидат сместувачки, бидејќи не мора да значи дека ако еден човек е добар угостител, може да биде и добар хотелиер или обратно. Затоа одлучивме на тој начин, се надевам дека ќе има поголема конкуренција и мислам дека ќе заживе. Друга работа за државата, пристапниот пат, паркингот напред, во каква состојба се? Паркинг има уште еден паркинг кој што е во собственост на црквата, на МПЦ. Јас сум разговарал со отецот кој што го одржува комплексот Пантелеймон. Сме разговарале да имаме тесна соработка за да можам на следниот економски оператор му понудам подобри услови, како што знаеме Петре Шилегов во минатото направи 100 денари паркинг. Да чини реално тоа е многу поскапо за одржување и тука би се надоврзал со она жичницата која што ја спомнавме.
Сега, прво, ајде, комплексот е во надлежност на СОЗА. На СОЗА, да. Жичницата не е во надлежност. Не е во надлежност, за жичницата постои дел од едниот кој што од средно водно до врв е во надлежност на град Скопје, односно ЈСП. Добро. Оној втор дел кој што треба да се изгради, проектот е преку Министерство за транспорт и врски. Тој проект треба да биде практично од Свети Јован Капиштес до Средноводно и така го поврзувате град со врв и Средноводно. Она што таму беше дискутабилно. Од која позиција сега вие зборувате за овој проект? Преседателот на влада Христијан Мицкоски на една владина седница даде до идеја, односно разговараме за сите оние објекти кои што се останати како комплексот на факултет и жичницата, објекти кои што се од круцијално значење за државата, службата за општи заеднички работи да ги превземе и да ги реализира, бидејќи ние имаме соодветен сектор инвестиции, каде што имаме архитекти, инженери, електромашински инженери кои што соодветно можат да одговорат по основ на овие конкретни проекти. Сега, што се предизвиците за реализација на тој проект? Бидејќи вака намерата звучи добро, но нели? Чини пари, треба време. Да речеме, Свети Јован вака на прва е на место каде што нема паркинг, нели? Размислувате ли за овие потенцијални проблеми? Размислував за тие искрено со мојот тим потенцијални проблеми, она што ние го имаме како идеја и ќе го разговараме со премиерот и со соодветните институции кои што треба да помогнат во реализација на овој проект е практично кај платото Карши НИП Нова Македонија, тој паркингот кој што е моментално кај Цветен пазар, да направиме некако јавно-приватно партнерство или можеби ние како држава да направиме подземна гаража и практично тој моментален паркинг тука да стане зеленило. Така добиваме и подземен паркинг и зеленила. Ние како служба, односно како држава да земеме две или едно возило минибус кој што ќе прави трансфер од НИП Нова Македонија до почетокот на жичницата кај Свети Јован. Практично секој оној кој што ќе има намера да отиде до Средноводно или до врв на Водно, да може да се паркира тука, каде што паркингот би чинел 30 денари навесто 100 денари, да се качи на жичница, да се качи до горе, а на Средноводно, па јас убеден сум дека ќе биде практично и дека ќе биде возможно. И на Средноводно би сакал да имаме уште еден минибус кој што ќе може да гравитира Средноводно, Пантелеимон, Македонско село, така ќе го заживееме и манастирот и комплексот Македонско село. Идејата е добра, но треба да се тргне во нејзина реализација. Кога, како, со кои пари? Моментално ги правиме анализите колку е возможно, стварливо, дали има некакви пречки, да видиме колку чини од тогашниот до сегашните нови цени на проекти, па ќе го искомуницираме и тоа со јавноста. Убеден сум дека ќе најдеме средства како држава. Нешто што личи дека е побрзо остварливо е доградба на објектите на Финки и на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, кои што зјаат практично делумно само направени, не се ни целосни карабини во централниот комплекс од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа е проект во надлежност на Министерството за образование. Сега вие повторно од позиција на директор на СОЗА разборувате и тука ли имате од премиерот барање да се вклучите? Токму така, да се вклучиме. Јас имав состанок и со министерката Весна Јаневска. Начелно договоривме, ќе формираме една заедничка работна група која што ќе направи пресек на моменталната изведба, односно она до каде сега е стигнат проектот, да видиме што и како е возможно таму да се направат измени на тој проект. Бидејќи чинам дека е предвидена барокна фасада, не би сакале да има барок. Прво е многу поскапо, второ факултет Финки сметам дека не би требало да има барокна фасада, туку напротив треба да има некоја модерна фасада. Од минатиот петок ги отпочнавме првичните состаноци. Сметам дека за многу брзо ќе можеме во јавност да кажеме до каде е реализиран тој проект, колку би чинел новиот проект и што понатака со тие два објекти и можеби заедно ќе ги работиме со Министерството за образование до нивно целосно реализирање. Таму да не е
статиката во прашање сега доведена? Од првичните информации кои што ги имам, не е статиката доведена во прашање, статиката е добра, но сепак, како што кажав, мора да се направат темелни анализи, затоа што сепак се работи за објекти кои што неколку години стојат недопрени, нечепнати. И тука би сакал да се надоврзам дека изминати им се дозволите за градба. Она што го правиме со министерот Александар Николовски е измена во законот за градба, каде што практично дадовме ние како служба неколку забелешки за да се пролонгираат тие дозволи да се дограат, за да не останат така, бидејќи како завршува дозволата за градба, практично тие објекти сега моментално треба така да остане. И за крај само уште едно прашање, дали сте во тек, дали регистарот на имот што требаше да го прави вице-премиерот Арбен Фетај е готов? Мислам дека се уште не е готов, но ќе треба да опрашаме тоа на министерот Фетај, бидејќи формира на истиот принцип како за возилата, ние што формиравме, на истиот принцип направи работна група и работа на тој проблем. Знам затоа што имаме и ние представници од службата, да бидејќи располагаме со доста имот во државата. Да, во теке да речеме реновирање на клубот на Пратеници. Вие мислам дека јавно имате зборувани и за други објекти во државна собственост кои што веројатно, како се вели, плачат за реновирање и може да бидат ставени во функција, па претпоставам дека ќе треба да го сочекате регистарот, да видите како стојат работите, па така да сочекаме регистарот, па ќе се обидам некоја слика да ви прикажам. Ова се некои од објектите кои што ги имаме. Ова е, да речеме, вила во Свети Стефан во Охрид, која што ја затекнавме. Вака изгледаше практично. Дворот е запуштен. Дворот е запуштен, као џунгла. Иако самата зграда не изгледа страшно. Така, ево сега слика, она ние што сме успеале од собствени средства, односно со 0 денари да го направиме, барем да го ослободиме дворот. А ова сега вака изгледа? Сега вака изгледа. Ова е во јуни месец, ова е сега. Каде е ова вила? Ова е Свети Стефан. Чива собственост? На државата. Да. Не, дали на некоја конкретна институција или на Созар. На Созар. Да. Она што го планираме е да го реновираме овој објект, да го пуштиме во употреба овој објект, па не мора да го користиме ние како држава, може да го изрентаме на истиот принцип како што е македонско село и ние да практично си опуниме буџетот од закупнини. Сепак ние како држава треба да имаме соодветни соодветен имот, репрезентативен имот. Ево што е, што го имате? Ова е вила во Лазаро поле, вака изгледа вилата Лазаро поле. Ова е државна вила? Државна вила. Токму така, ова е државна вила. Која користела најмногу ова? Од она што го имам информации, Лазар Колишевски најмногу е користел, од тогаш вака се распаѓа. Планот е и за неа оваа година да објавиме проект, да го направиме барем оваа година проектот, ако не успееме, а во иднина да се направи целосно реновирање и да ја користиме како владина вила. Добро, се надевам дека информациите кои што ги соопштисте беа интересни за јавноста и самиот рековте, излегувате јавно за да можеме и да ве подлежиме на критика, така. Да ве држиме отчетни. Така. Добро, ќе следиме што ќе работите, па се надам дека во некое идно време повторно ќе бидете гостин и ќе зборуваме за тоа докаде сте со реализацијата на дел од овие работи. Благодарам за можност. До крај одгледајте новата саботажа. Пријатно до четврток, 22:45:50. Конспиративните теории се сегмент од традиционалниот менталитет кој го краси секој народ. Никој не е исклучок, особено кога треба да се даде адекватно објаснување за националните победи, порази, па дури и за наводно невообичаеното реми со Унгарија. Некој кој ти дал 500 милиони кредит со поволна каматна стапка од кој очекуваш уште многу и некој кој ти е навистина најголем стратешки партнер, веројатно, после или заедно со Америка. Како држава, не е убаво да го победиш, а реално
Во карактерот на секој народ е да ги глорификува своите негативни и позитивни херои од историјата и да им дава некое специфично и неверојатно значење со далекосежен импакт врз индустријата, па и врз филмската. Како на македонскиот тутунски бос Данчо Шутурков, например. Данчо Шутурков, значи тоа беше голем. Значи, дури имаше некои кажување дека и филмот куме по него, кога ќе видите фотографијата, тоа е Роберт Де Ниро, нели во со мустачињата и така натаму, че личи на него, дали е точно или не е точно, јас тоа не можам да кажам. Некои не биле инспирација за таква екранизација, но никогаш не е доцна. Важно е да се има јасно и долготрено уверување за собствената големина, која еден ден може да прерасне и во некое холивудско сценарио. Не знам, јас уште од мала знаев, сега тоа може звучи кој ова се фали, нешто се прави, меѓутоа јас знаев дека ќе бидам позната. Препознатливоста не може точно да се измери, исто како и процентуалната застапеност на секоја власт во изградбата на македонската инфраструктура. Тоа што социјалдемократите мешаа со трубачи на проекти на ВМРО, не значи дека ВМРО-вците не смеат да си ги книжат проектите од СДСМ како своји. Не знам зашто така се крижи од секогаш, вели, како да ние сме го преле патот за нас и кога да ќе имаме добивка со тоа имаме. А патот е државен, не знам по костов е сето тоа. А на нашите сообраќајници, особено во близина на крстосниците, постојано е активна група која се обидува да ги крпи дупките, особено финансиските. Но и таму е забележан напредок и предприемачки дух кој умее да изненади со својата интелигенција. Не е бебе? Не. Значи ова не е бебе? Импровизирано бебе? Да. Што има внатре? Алишта. Алишта. И место бебе алишта си донесе тук. Знајте се па живи која кажува. И на крајот, во истиот стил се однесуваме и ние кон неу и таа кон нас. Нам ни е важно да се снајдеме за да живееме. Ним им е тоа интермецо. We are already talking with the candidate countries to organize the football match between a team of candidate countries and a team of the member states. Како воопшто да се надпреваруваш кога нивниот тим брои 27 играчи, а нашиот 10. Ако тоа е еден од условите за мечот, тогаш се знае кој е однапред дисквалификуван. Освен ако не играме како и досега, на мали голчиња.